Здраво. Здраво, јас сум Мила, ова е тато. Јас сум тато Јордан и денес ќе ја читаме Вејко Северко. Може? Да. Ајде. Си беа еднаш многу одамна татко, мајка и нивното синче. Но таткото умре и мајката и детето останаа сами. А беа и многу сиромашни. Еден ден детето дојде кај мајка му и ја замоли да му направи пита. Мамо, одамна не сме јаделе пита, ми се пријаде, може ли да ми направиш? А мајката тажно одговори. Би ти направила, мило, ама немаме веќе брашно, нема кој да сомеле, а немаме ни жито, нема кој да пожне. Сепак, детенцето отиде во амбарот со жито, кај што беше мелницата и најде малку брашно. Па го собра. Само што го направи тоа, тувна Северко и сето брашно му го одвеа. Детето плачејки се врати кај мајка му. Зошто плачеш, сине? Мамо, собрав малку брашно од амбарот, ама дојде Северко, тувна и го однесе. Мајка му се обиде да го утеши, но детето беше упорно, па реши да го пронајде Северко и да си го побара назад брашното. Утредента, детето се разбуди, се облече, си зеде се што му треба за пат и тргна да го бара Северко. Патуваше така некое време, па сретна еден селанец што си ја ораше нивата. Детето застана и го праша. Чичко, дали знаеш да ми кажеш каде живее Северко? А селанецот му одговори. Треба да поминеш 7 гори и 7 планини и тогаш ќе го најдеш. Многу далеку живее Северко. Но детето не го обесхрабрија овие зборови и тоа продолжи понатаму. Талкаше така дење и ноќе преку 7 гори и 7 планини, за да стигне на крајот до куќата на Северко. Детето тропна до куќата на Северко. Но Северко не беше дома. Седна на прагот и го почека. Одеднаш нешто почна да фучи. Се затресе и ете го Северко. Студен и намуртен. Но детето не се исплаши. Добар ден. Што можам да сторам за тебе, момче? Го праша Северко со длабок глас. Чичко Северко, вака да ти кажам. Пред известно време собрав малку брашно од амбарот за мајка ми да направам пита. Но ти дувна и го однесе брашното. Дојдов да те замолам ако можеш да ми го вратиш назад. Многу сме сиромашни. И тоа ни беше последното брашно. Северко се сожали на детето па му рече. Момче, еве ти подарок едно масиче. Ова масиче, иако изгледа многу неугледно, не е обично, туку е волшебно. Кога ќе ти се јаде, ќе му речиш. Масиче, дај ми да јадам. И масичето ќе ти даде да јадеш се што ќе посакаш. Детето му се заблагодари на Северко, го зеде масичето и тргна да се враќа дома. Патот беше долг, па наскоро детето огладни и реши да побара од масичето да му даде за јадење. Масиче, дај ми да јадам, рече детето. И види, чудо! На масичето се појавија прекрасни јадења какви што детето можеше само да сонува. Да. Се најаде детето. Се одмори. Дадечки. Да, се одмори и продолжи по патот. Да. Но, како што знаеме, патот беше долг. Почна да се стемнува, а детето беше се уште далеко од дома. И се појави пред една куќа. Детенцето чукна на вратата и таму се појавија маж и жена го праша. Каде си тргнало, момче? Патувам долго, а надвор се стемни, им рече детето. Да ве замолам да ме примите да преноќам кај вас. Повели момче, за преспивање нема гајле. Само ние сме многу сиромашни, немаме ништо за вечера, му рекоа домакините. Не грижете се, им рече детето.
имам едно масиче и само треба да му речам: масиче, масиче, дај ми да јадам. И тоа ќе ми ги даде најубавите јадења. Тогаш детето, кое беше многу добро, веднаш го извади масичето и направи коза. Но домакините, кога видоа какво масиче има детето, станаа завидливи и наеднаш почнаа да мислат како да му го украдат. Лоши луѓе. Ети ги. Значи, веднаш по вечерата, тие му наместија на детето да спие во друга соба. Штом тоа заспа, мажот и жената се приградоа во собата и му го заменија масичето со друго, многу слично на него. Утредента, детето не забележа ништо. Им се заблагодари на домакините, си го зеде масичето и си тргна на пат. Кога дојде време за ручек, седна да се одмори. Го стави пред себе масичето и му рече: масиче, масиче, дај ми да јадам. Ништо! Масичето не му даде ништо за јадење. И ојде кај Северко. Да, луто детето појде кај Северко, но Северко веќе знаеше што се случило и му раскажа што всушност направија завидливите домаќини. Тога Северко му даде на детето една торба и во неа едно шарено стапче и му рече: момче, кога ќе се најдеш во некоја неволја, само отвори ја торбава и кажи: на работа стапче! И стапчето ќе почне да мава. Кога ќе сакаш да престане, ќе му речеш: стапче в торба! И стапчето ќе си влезе назад во торбата. Детето ја зеде торбата, му се заблагодари на Северко уште еднаш и си замина. Кога се стемна, јас догледа куќата на домакините кратци, па затропа на вратата. Домакините отворија и кога го здогледаа момчето, се исплашија, но се правеа како ништо да не се случило. О, момче, пак патот те донесе кај нас? Ме донесе, им рече момчето. Па ќе ве замолам да ме примите да преспијам. Ако треба и ќе ви платам. Еве, имам овде една торба. Само треба да речам: торбичке, торбичке, дај ми пари и таа ќе ми даде многу пари. Да. Кога го слушна ова, мажот и жената веднаш го пуштија да влезе. Да, ете. Сакаа повторно да го измамат и да му ја украдат торбата, и исто како и претходно, штом детето заспа, домакините тивко се шмугнаа во собата. Така, да. Детето што правеше? Така, дзиркаше. И ја зедоа торбата. Но детето кое се преправаше дека спие, оде една стрипа, ја отвори торбата и рече: на работа стапче! А стапчето скокна надвор од торбата и фати да мава по мажот и по жената. Уф, леле, викаа тие. А стапчето не престанувало да мава. Леле, момче, нека престане стапчево да мава, ке ти го вратиме масичето, молеа домакините. Стапче в торба, нареди детето, а стапчето веднаш си влезе во торбата. Детето си го зеде масичето и конечно си тргна дома. Мајка му престрекля што го гледа, фати да го гушка и да го бацува. Сине, каде беше досега? Го праша на детето и раскажа надолго и на широко што се му се случило и какви волшебни подароци доби од Северко. И така, со помош на Северко, кој излезе дека не бил толку страшен и луд, мајката и синот си живеа среќно и убаво уште многу години. Ке им речиме чао. Чао! Чао!